Здраво, добре дојдовте на мојот YouTube канал. Сакам денеска да ви покажам некои новитети. Нема многу производи, така да ова видео ќе биде пократко и одма ќе почнам со она што го испробав и ми се допаѓа, а додека го има во продавници, доколку сте заинтересирани за вакво нешто, можете се уште да ги најдете. Прво станува збор за Catrice. Руменило, ова е од лимитирано издание, пишува Catrice Kiss and Glow. Нијансата е C02. Прекрасна нијанса е, некако има уште една нијанса и има хайлайтер од истата. Ова е кремливо руменило, меѓутоа мене конкретно оваа нијанса многу ми се допаѓаше. Немам вакво руменило во ваква боја. Од едната страна има четкичка, меѓутоа приметувате дека си уште не сум ја употребила. Не знам, може би ако некаде го носам руменилото, па немам четка, инаку јас руменило си нанесувам со друга четка, знаете, со кратки влакненца, една која што и така тапка. Инаку заштитено е со пластично капаче на одвртување, еве го каква е. Преубава нијанса е и ќе ви покажам. Кремливо е, баш онака некако природно изгледа кога ќе се нанесе на образи. Ајде да пробам. Јас имам кремливи производи имам на лице, така да можам да додадам малку руменило за да видите како изгледа, иако го имам нанесено, ама ајде цел ден го носам, па малку да додадам. Вака и буквално размачкувам само. Преубава нијанса е, гледате како се заруменува, некако на природно заруменување некако прави на лицето. Ќе нанесам малку секогаш и овде, сега малку на брада за да го спојам сетото. Мене многу ми се допаѓа ова руменило, така да еве, може значи и со раце да се разбленда. Преубава нијанса е. Дури малку може и на уста да се нанесе како кремливо балзамче за уста исто така, така да окей, иако е наменето, како што ви реков, за образи. Одличен производ. Нели јас секогаш така велам одличен производ, па сега исто ќе кажам и за тој производ така. Моливчиња за веги, кои што се прекрасни, се на Trend It Up. Ова е нешто што случајно го пробав и буквално земав 3 нијанси. Мислам дека имаше уште една најтемна нијанса, меѓутоа јас земав значи 0,10, 0,20 и 0,30. Прво земав 0,30, па реков ај ќе земам 0,10, па ја немаше, па земав 0,20 и на крај успеав да ја најдам. Само малку, телефон ми звони да го исклучам. Така. И на крај излезе да ги имам сите три, меѓутоа прекрасно е, навистина моливче за веги, тенко е, значи со тенка мина. Од другата страна има, не ми е отворена оваа четкичка, на едно од овие е отворена, не знам на кој. Не знам, најверојатно на добро. Вакво е со, нели, спули четкичка од другата страна. Прекрасни се, таман се толку кремливи да оставаат пигмент, а и не се премеки да премногу оставаат пигмент, а не се ни прекрути, односно цврсти за да не оставе пигмент. Така да овие моливчиња на Trend It Up за веги се одлични. Цената им е околу 140 денари во споредба и со моите други омилени моливчиња за веги. Знаете дека многу го сакам оливчето на Аура за веги. Меѓутоа, ова е исто така одличен производ, а цената е на пола од цена на Аура моливчето, така да во овој случај, кога станува збор за добар производ, кој што има и супер цена, секако овие заслужено ви ги фалам. Нешто што исто ново, имам ставено сјај на уста, па некако цело време ми се го чувствам дека се лепи во тој централен дел, не знам зошто. Е ова на Essence, ова е Tattoo Lip Liner. Ова е сосема, значи, нов производ. Имаше две нијанси.
кај нас се розеникава и ова која што е 02 Must Have Brown. Јас гледав ревјуа за овој производ и решив да земам заради тоа што е нели како липстейн, како фломастерче и е прекрасно, значи може да се употребува на целата уста, меѓутоа како лајнер, значи како лајнер за уста е одличен. Вака е нели влажно, меѓутоа по едно известно време се сетува и ќе ви покажам еве сега кога ќе се исуши дека малку потешко се брише. Не можам да кажам дека е многу трајно, меѓутоа искрено е потрајно од моливче, нели сепак се брише во текот на денот. Значи не можам да кажам дека не, меѓутоа доколку го користите, имате пополна уста и го користите буквално како моливче, мислам дека цел ден буквално ќе трае. Навистина трае подолго од моливче. Сега само зависи дали нијансата ќе ви одговара, значи како што ви реков, го има ова и една розеникава, јас се одлучив да го земам ова, бидејќи некако е поблиску до тоа што јас користам како лајнер за уста. Го пробав и на цела уста, како кармин не трае толку многу, целосно нели на устата, се брише во средишниот дел на устата, меѓутоа не веднаш, како што ви реков, ова сепак е тату лип лајнер, значи некако влегува во кожата и ја бои, така да останува малку подолго време. Ќе го оставам, значи уште малку да се исуши, ако мислам дека веќе е исушено. Сега ќе видите дека нели останува. Избледува, меѓутоа стои. Океј, супер. Уште нешто што пробав е ова нова нели пудра од Essence Foundation Stick. Ова е пудра во стик, премногу нијанси има и се мачкав со една, со друга, со трета и на крај одлучив да биде 120. Нијанса ќе ви покажам, значи пак сум го залепила ова. Ева како изгледа. Вака се одвртува. И се ќе ви покажам. Малку изгледа како да е пожолтеникава нијанса за мене, меѓутоа верувајте ми, кога ќе се избленда, се соединува и е идентична боја со мојата, можеби малку ми дава само една нијанса, бидејќи не сакав да биде пресветла. Според мене, оваа пудра убаво се бленда. Гледав ревјуа од некои други кои што ја имаат пробано, кажуваат како тешко. Не тешко, туку малку потешко се блендала за разлика од Dior стик пудра. Значи јас ја споредуваат со Diorова стик пудра. Јас немам пробано од Dior стик пудра, меѓутоа ова ми се допаѓа. Искрено. Остава една сјајна завршница, меѓутоа не премногу сјајна. Сега доколку јас бидејќи имам комбинирана кожа, некои денови дури знае да биде малку посува, некои денови знае да биде помасна, зависи кога како. Ова е многу лесна, значи на површина на кожа, навистина многу лесна, не се чувствува воопшто. Нема голема покривна моќ, немојте да очекувате доколку сакате голема покривна моќ, не. Ова пудра тоа не го обезбедува, меѓутоа доколку сакате изедначување на тенот и некоја така сјајна завршница, благо сјајна завршница, не целосно мат, тогаш е супер. Не знам дали намерно не ја разблендав целосно, за да еве гледате дека веќе се изедначи со мојата боја. Така да преубава е. Јас секогаш нанесувам заштитен фактор. Ако нанесувам пудра, значи секогаш имам крема, нели се она што е потребно за нега и дури на крај нанесувам пудра, така да подготвена ми е кожата и навистина убаво се бленда. Не е многу трајна во текот на целиот ден, меѓутоа доколку сакате свежо да изгледа кожата, не преоптоварена, и мислам дека сега посебно за пролет ќе одговара, бидејќи не се чувствува никаква тежина на лице од неа, а имате изедначен тен. Така да пробајте ја. Не би ја препорачала можеби за некој кој што
има многу масна кожа, заради тоа што сепак има некоја благо сјајна завршница и мислам дека во текот на денот, иако нема во својот состав масла, знае да изгледа малце помасникаво, така да за сите оние кои што може би имаат масна кожа не би ја препорачала. Меѓутоа, доколку пак имате сува кожа, тогаш убаво нахидрирајте ја и ставете од ова и навистина супер се однесува. Мене ми се допаѓа, мислам дека оваа пудра допрва ќе покаже и ќе си го добие заслуженото место, заради тоа што е сосема нов производ и доколку по нешто вакво трагате и сакате да пробајте, со ова нема да сгрешите. Секако Essence цените, знаете дека производите од Essence се навистина достапни, така да нема да сгрешите. Океј, уште нешто од Trend It Up што е ново. Тоа е пишува Protect and Set Over Makeup Spray со SPF, не со SPF, ова пишува LSF 50. Сега не знам дали, бидејќи е на германски, дали е тоа. Да, има UVA и UVB. И, значи, што му е, сега ајде да кажам, ова е интересен производ, заради тоа што може да се користи како спреј за фиксирање на шминка, меѓутоа е со заштитен фактор. Така да доколку не нанесувате заштитен фактор на лице, а сте се нашминкале или пак сте заборавиле да ставите заштитен фактор, а веќе сте се нашминкале и сакате шминка да ви трае, а плюс и да имате заштита некаква од сонцето, тогаш со овој спреј по цело лице, само пазете, мижете, немојте да дозволите од ова да ви влезе во очите. И има предпоставам, не знам дали ќе успеете да видите баш колку е ситен спрејот, така да многу убаво се распрскува, значи на цело лице, буквално целото лице го опфаќа и ова е исто. Јас до сега барем немам видено вака, 2 во 1, да биде и заштитен фактор, да биде и спреј за фиксирање на шминка. Одлично е, да, го продолжува траењето на шминката, воопшто лицето не е фиксирано нака да не можете да го движите или да се чувствува некакво затегање, воопшто такво нешто нема, не е масно да избива маснотија, после него ја држи шминката, значи како што реков, под контрола, така да ова е одличен производ. И нешто што реков во претходно видео дека е ново, а дека ќе ви го кажам во ова видео, а тоа е нов заштитен фактор од Мидха. Ова е корејски бренд, пишува дека е со SPF 50, PA со 4 плюсчиња. UV Protect Rice Sun Cream, значи ова е крем од Орис, кој што е со заштитен фактор. Сушност е заштитен фактор. Ајде така ќе кажам. Преситна е декларацијата и не се нафаќам да читам, значи ова, не знам, навистина толку ситно ги принтаат овие декларации, што ќе почнеме да идеме со лупа и да ги читаме, ама тоа е тоа, преситно е, навистина не можам ништо да прочитам, освен крем за заштита од сонце, како што ви кажав, SPF 50, и тоа е тоа. Преситно е. Ќе доближам за да видите колку е ситно, значи просто е невозможно да се прочита. Меѓутоа, ајде да ви кажам за производот. Производот е супер, го нанесувам, вие знаете колку многу сакам заштитниот фактор од Hada Labo и тоа е врв. Меѓутоа, и ова е прекрасен производ, многу е хидратантна, некако изгледа како сјајнена кожа, ама како да ја дохранува кожата, а воопшто не е масна, а сјајна е, прекрасна е, не остава никаква бела завршница на лице, преубаво се впива, лесно се размачкува, како воденикава е дури кога се размачкува, воопшто не остава никаква. Сега кога ќе се размачка, малку се чувствува, има прекрасен мирис, мене ми се допаѓа овој мирис.
сега остава една многу малку многу е малку масникавост, се впива во кожа и прекрасно изгледа. Потекот на целиот ден воопшто не е поти кожата, воопшто не е тешка. За сите оние кои што имаат сува или кои што имаат комбинирана кожа, ова ќе биде прекрасен производ. Дали баш би ја препорачала за некој кој што има масна кожа, иако производот вели дека, мислам, кога читав описот на производот од сајтот на Зегин аптека, знам дека пишуваше дека може и масна кожа да ја користи, заради тоа што нема масноти и баш нели. Меѓутоа, од ова јас што го пробав, не знам дали баш би можела да ја препорачам за некој со масна кожа, заради тоа што мислам дека таа масникава завршница која што ја остава, односно таа сјајност која што ја остава, можеби за масна кожа ќе биде сепак масна, така да искрено не знам. Значи не знам ни како да го опишам баш најдетално овој производ. Значи нема масноти, еве не е веќе ништо, нели, нема никаква маснотија на површина на кожа, меѓутоа кога ќе се нахидрира лицето, кога ќе се стави крема, кога ќе се нанесе серум и кога ќе после сето тоа кога ќе се нанесе и заштитен фактор, сето тоа некако е слој и навистина останува, ја задржува таа хидратација некако на површина на кожа и дава цело време некоја си сјајна завршница, така да мислам дека за оние кои што имаат масна кожа баш можеби и нема да биде. Тоа е некое мое размислување за оваа крема, меѓутоа за сите нас кои што имаме комбинирана кожа или пак доколку имате сува кожа ќе биде прекрасен производ. Не е воопшто тежок за отстранување, навечер многу убаво се отстранува од лице, така да не прави никакви иритации, нема акни, не се појавуваат буквално ништо баш лошо не приметив од овој заштитен фактор, така да прекрасен е и имате моја препорака. И имам уште еден производ од Ориена за миење на лице, кој што заборавив да го донесам и сега ќе направам пауза и ќе го донесам за да ви кажам. И еве се вратив, станува збор за пена за миење на лице од авокадо на Ориена. Ова исто така е корејски бренд, исто така го има во Зегин аптека. Нормално избришано е целата декларација, бидејќи јас го употребувам овој производ. Долго време го употребувам гелот за миење на лице од L'Oreal со хиалуронска киселина и знаете колку го сакам тој гел. Меѓутоа се одлучив да пробам нешто вакво и искрено прекрасен производ. Ова е производ кој што е, мислам дека до 300 денари му е цената. Количината е, ајде да видам колку пишува, дали пишува негде, 180 мл. Крем за миење на лице и прекрасен е, бидејќи е со авокадо, баш е наменет против бори, против тоа да се суши кожата, ја хидрира кожата, ја влажи кожата, а измива. Меѓутоа го користам како втор чекор. Пробав да го употребам веднаш како прв чекор. Не можам да кажам дека баш одма како прв чекор ја мие целата шминка и отстранува. Најчесто очите и устата се малку попроблематични и јас или користам мицеларна вода за отстранување на шминката од очите и од устата, па дури после тоа го користам само гелот за миење на лице, или го користам како втор чекор, со тоа што прво ќе отстранам шминката целосно со некој маслен отстранувач, а после тоа ќе го измијам лице со овој гел, беле, и е многу густ. Меѓутоа, буквално оваа количина ви е потребна. Чим ќе дојде во контакт со вода, значи ставам вода и правам богата пена. Значи над ланките правам богата пена и сето тоа после го распределувам по лице и тријам буквално СДК. Има убав свеж, така нежен мирис, суптилен, кој што еве како е. Инаку ако не му се нанесе вода, он е баш некако како крема да мачкате на лице.
Сега се замачкав целата, ама добро, нема врска, после ќе ги измием рацете убаво, сега вака, знам дека кога ќе отидам и ќе дојдам во контакт со вода, ќе се прави во пена, така да тоа е тоа. И кожата е прекрасна после тоа, не е сува, не затега нигдека, не пече, значи внимавајте само да не дојде во контакт со очи, заради тоа што може, ако ви влезе од ова во око да пече, буквално внимавајте додека да го отстраните целото, меѓутоа после тоа кожата е многу убава, нахранета е, не е сува, значи не чувствувате никакви непријатности, пецкање, чешање и така натаму, некако е, која ќе допрете е измиена. Меѓутоа ви велам, доколку користите шминка и доколку користите заштитен фактор, тогаш како втор чекор користете ја пената, прекрасна е, нема да ја суши кожата воопшто, баш убаво некако ја чисти навистина, меѓутоа не само неа да ја користите и да е тоа, туку користите или мицеларна вода, па ова, па или маслен отстранувач, па после ова. И тоа е тоа што ви подготвив за денеска. Останува да бидете тука со мене. За сите вас кои што сте нови, како и секогаш ќе кажам и денеска, кликнете на subscribe, претплати се и доколку ви се допадна ова видео, ставете лайк. Ви посакувам се најдобро, се гледаме наскоро. Чао!